Добар ден, почитувани, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е професор Трајко Славевски, председател на Советот на град Скопје и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Господине Славевски, на 2 недели до почетокот на грејната сезона се уште е нејасно дали скопјани ќе имаат парно и од кого. Пред 3 месеци градоначалничката Даниела Арсовска одби да ја преземе таа улога откако регулаторна ја одзеде лиценцата на фирмата БЕК. ЕСМ се понуди да ја преземе. Зошто градот го одби тоа? Значи, сведоци сме на една игра на наоѓање на виновници, на кривци, она што се нарекува на англиски blame game. Мислам дека беше неоправдано тоа да се посочува прстот кон град Скопје, токму заради фактот што предпријатието што го имаше основано град Скопје по времето на претходниот градоначалник Шилегов, градски енергетски системи, аплицирало, но не добило лиценца за работа. Значи, намера постоела и мајте, ако немате лиценца за работа, немате ни можност да развивате тимови ресурси и слично. Дури тоа предпријатие ние го затекнавме пред многу тешка финансиска состојба, распад, и мислам дека беше сосема оправдана одлуката дека град Скопје нема ресурси, нема можности во такви околности да се зафати со една така одговорна работа како што е снабдување на градот Скопје со топлинска енергија. Пред неколку недели ескалираше конфликтот меѓу вас како советничка група на ВМРО ДПМН и градоначалничката Даниела Арсовска. Конфликтот ескалираше поради тендерот за пречистителната станица од 136 милиони евра, пошто уследија меѓусебни обвинувања за криминал. Ќе добијат ли скопјани пречистителна станица? Се разбира, затоа што големи ресурси и значени институции тука се инволвирани. Станува збор за капитален проект. Овдека не станува збор за судир меѓу советничката група, како што беше спомнато, и на ВМРО ДПМН, односно на коалицијата за подобра Македонија, таму не сме само од ВМРО ДПМН, кој што ја конституира мнозинството во Советот и градоначалникот. Всушност се започна без да располагаме со некоја подетална информација со смените на директори, секретарот на град Скопје и со еден, како да кажам, изненадувачки недоличен настап на градоначалникот на последната седница, кога прозиваше, бараше личности, одговорница на Совет на град Скопје, кои што можеле да бидат било каде на земјината топка, ама само не во таа сала, затоа што не биле поканети. Покана Советот на град Скопје на редовните седници испраќа до градоначалник, до службите, раководителите на секторите на градот Скопје, до јавните предпријатија, установи како што се училиштата, културни институции и слично, а не до лидери на политички партии. Ќе добиеме ли пречистителни станици? Кажав на почетокот, се разбира, мислам дека тие ќе се расчисти ова магла што се дигна околу тоа кој сакал да влие на изборот на како да кажам, субјект кој што ќе ги извршува работите, така што ова е толку сериозен проект што не може да му се наштети со некои така ситни обвинувања. Како функционира градот сега? Што значи за граѓаните тоа што мнозинството во Советот и градоначалничката се на различни страни? Видите, мислам дека граѓаните не треба да бидат загрижени. Загрижена треба да биде господјата градоначалник, затоа што таа го изгуби, односно се откажа на некој начин, така на еден чуден начин, од мнозинството кое што досега во текот на изминатите 17 седници и обезбедуваше голема комоција. Комоција во смисла на тоа на редовно закажување на седниците, функционирање на Советот, да повторам, сум го кажал тоа многу пати, ниту една седница не е оставена незавршена. 98% од точките предложени од градоначалник, мнозинството, а понекогаш и поддржано и од советници од другите советнички групи, вклучително од опозицијата, се донесени. Така што сега таа комоција господите градоначалник ја нема. Значи, советниците, кои што се одговорни личности, гласат и по собствено убедување и дискутират, ќе ги поддржат сите оние проекти кои ќе се влезени во програмите на политичките партии и во програмата на градоначалникот за кој што беше настапено на изборите, а се разбира ќе бидат зајакната контрола на работата на градоначалникот, а нема да ги поддржат оние да речем предлози кои што или за кои што сметаат дека не се во интерес на граѓаните. Јас сметам и очекувам
таа синергија, нели, што постоеше и претходно на да речам работење во интерес на граѓаните да продолжи и понатаму. Сега што односите ескалира во таа насока, реков и ќе повторам, повеќе треба да го загрижуваат градоначалникот тоа што граѓаните на Скопје. Господине Славевски, ве прашувам сега и како економист и поранешен министер за финансии. Инфлацијата во август достигна скоро 17%. Храната е поскапена 25% во однос на истиот месец минатата година. Народната банка во борба против инфлацијата ги зголеми основните каматни стапки на 3%. Пред неколку дена изјавивте дека тоа не е доволно. Колку треба да бидат? Видете, има едно размислување дека каматната стапка, доколку сакате да го скршите рбетот на инфлацијата, нели, да се борите против инфлацијата, треба биде најмалку за 1% поен повисока од она што се нарекува базична инфлација, а базична инфлација се добива кога во пресметка на индексот вкупен за стапката на инфлација се изостават овие да речам берзански цени на храната и на енергијата, на кои што не можете да делувате. Сега, според некои меѓународни проценки, од 17% кај нас околу 13% е базичната инфлација, што значи дека тоа е резултат или се должи на домашни фактори. Значи не е на увезени фактори како што не убедува владата и Централната банка и некои експерти, провладини и така натаму и така натаму. И од тука, мислам, оваа состојба на релативно ниски каматни стапки значи дека иако нели, ево сега се зборува за воведување на нови даноци, зголемување на даночни стапки, што најверојатно нема да се случи од 1 јануари идната година, штедачите плаќаат еден висок инфлацијски данок. Ево, пример, вие ако имате 1000 денари за штедени, така со зголемување на каматните стапки вие ги заштитите за една година, значи за една година губите 15% од вредноста. Тие 1000 денари после година дена ви вредат 850 денари, не е така е, со зголемување на каматните стапки ги заштитите штедачите. Но како ќе влијае на бизнисот, затоа што кога ќе им поскапат парите за позаемување, тоа веројатно ќе стегне економијата. Нема, како да кажем, нема лесен одговор, некогаш треба да се плати цената, барем на краток рок, затоа што па одржување на висока стапка на инфлација не му користи на бизнисот. Во услови на инфлација, планирањето е речиси невозможно. Па ако е тоа на некој начин проследено со енергетска криза, други неизвестности, висока цена на електричната енергија и така натаму, така што мислам дека Централната банка треба да повеќе внимание посвети на она нејзина првенствена цел. Значи, првенствена цел на Централната банка е ценовна стабилност и се разбира како секундарна цел е поддршка на економските политики кои што водат до одржување на економската активност во земјата. Сметате дека, фигуративно се изразам, така со дигање рачна повеќе ќе му се помогне? Видите, на овој начин со ваква монетарна политика која што сериозно доцне, на некој начин се доаѓа во состојба на апрeciјација на вредноста на девизниот курс. Што сакам да кажам, она што ние од 97 година се до неодамна успеавме да го одржуваме фиксниот девизен курс на денарот, нема тука мистерија, се должеше на фактот што инфлацијата во Република Македонија беше скоро еднаква или во рамките на инфлацијата во земјите од еврозоната. Нешто под 2%, нели под 2%. Сега имаме двојно повисока стапка на инфлација одошто во земјите од еврозоната. Па видите сега, млечните производи по килограм, месните преработки и така натаму, достигна цени изразени во евра кои што се повисоки од тие на европските пазари. Тоа треба длабоко да ја загрижи Централната банка и треба да повеќе внимание посвети во борбата против инфлацијата. Значи, девизниот курс апрецира, нашите стоки стануваат поскапи за странските заинтересирани купувачи и тоа ќе влијае неминовно на проширување на јазот во платниот биланс, значи дефицит во платниот биланс, поголемо задолжување, губење на девизни резерви и така натаму и така натаму. Само да спомнам, ево вака не е тоа нешто врз основа на некоја пресметка, но моја проценка е да имаше друг гувернер, во сега например да беше гувернер на Централната банка господинот Гошев, во моментов ке имавме каматни стапки над 10% од Централната банка.
Затоа што во една претходна криза, 2008-2009 година, вели, во март 2009 година, каматна стапка на Централната банка достигна 9%. Зборувавме за борбата против инфлацијата од страна на Народната банка, но може ли владата да направи нешто, да интервенира со некакви фискални мерки? И тука, внимајте, она што сега секој здраворазумски би го препорачал е да се одржуваат помали буџетски дефицити. Значи, штедење и намалување на буџетски дефицити. Тоа е она мерка што се препорачува. Но од друга страна, затоа велам нема лесен избор. Од друга страна, од сите страни доаѓаат повици до владата за поддршка и на граѓаните и на предпријатијата во оваа тешка криза која што престои на енергетски план. Така што состојбата е прилично сложена и треба како одејки по жица да се бара најмалото зло во ваква ситуација. Децениското занемарување на енергетиката во Македонија дојде до наплата минатата година и ова. Увезуваме 1/3 од струјата, но сега струјата на светските берзи е многу поскапа отколку што беше. Што може да направиме на краток рок за да ја пресретнеме оваа енергетска криза и што треба да се чини на долг рок? Краткиот рок не го дефинираме период од неколку месеци, 6 месеци и така натаму. На краток рок ние не можеме кој знае што да направиме. Ќе ја платиме цената. Дај Боже да има електрична енергија, нели, но по која цена ќе ја набавуваат нашите компании, тоа е сосема друго прашање. Сега има некои предлози, нели, од луѓе кои што ја познаваат ова материја, кои што имаат контакти во регионот и така натаму, како и на краток рок да се зголеми домашното производство, значи да се набават ресурси, дали тоа е јаглен, мазут, нели, за тецне готино, природен газ и слично, кои што на некој начин би придонеле барем електричната енергија со која што се снабдуваат компаниите во Македонија да биде половина од она што е берзанската цена. Се разбира, нели, како што кажавте вие, причините лежат многу подлабоко во минатото, а сега во блиското минато, мислам, она лежерност со која што ние, нашата влада помисли дека ево ќе се ослободиме од овие традиционални извори на енергија, па видите некои почна да кажуваат датуми кога ќе се затвори рек Битола, па термоцентралата Осломе и требаше се намени да затвори во фотонапонска централа. Нели, постои една изрека народна, нов бунар копај, ама не плукај во стариот. И мислам дека луѓето што ја водат нашата и економска енергетска политика ги заборавиле на таквата препорака за однесување, дека во тие транзицијски периоди навистина треба пред се да водите сметка за интересот на граѓаните, фирмите, економијата. Обновливите извори на енергија гледаме доаѓаат полека, но се уште светот се подпира на традиционалните извори, вклучително и природниот газ, кој што ние го немаме. Ви благодарам на издвоеното време. И јас ви благодарам на поканата. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. До гледање.